Во продолжение се посветуваме малку повеќе на книгата. Со мене во студиото е мојот втор гостин, тоа е господинот Стојан Арсич, поет, кој што поводот за неговото гостување е неговата издадена 15-та книга, односно прв роман, наречен Последната алка. Господине Стојан, добро ни дојдовте во нашето студио, драго ни е што сте наш гостин и што ќе можеме да поразговараме еве за ова 15-та книга која што ја имате објавено нели од неодамна, односно вашиот прв роман. Благодарам пред се на поканата и после неколку години еве повторно сум во вашето студио и ми причинува задоволство. Така, ајде накратко нели кажавме дека ќе разговараме малку повеќе за овој роман Последната алка. Ке може ли да ни објасните накратко што се раскажува во романот? Романот Последната алка на некој начин беше предизвик. Сметав дека после многу напишани книги поезија на некој начин созреав за да напишам нешто што е на некој начин подалеку од поезијата, тоа е прозата. Романот Последната алка е една животна приказна на една млада девојка. Настаните се започнуваат во Куманово. Таа животна судбина ќе однесе далеко некаде низ бивши југословенските простори. Действијата на романот се случуваат на просторите. Започнува таа средношколска љубов во Куманово, па сигурно тие, би рекол, грешки во младоста на некој начин ќе мора главната јунакиња да ги платят низ целиот роман и секако патот ќе одведе на просторите на бивша Југославија, во Бечеј, во Качарево, во Јабука, Белград, Скопје, повторно во Куманово, така да една животна судбина која така настана сосема спонтано. Така. Рековме нели дека станува збор за вистинска животна приказна, меѓутоа ми рековте нели пред почетокот на разговорот дека интересно е да се каже како настанала приказната. Па романот Последната алка уствари е една раскажана животна приказна, сосема случајна со една моја пријателка. Бевме неколку денови заедно и една вечер ја раскажа приказната на својот живот. Навидум во тој момент приказната беше обична животна приказна како на многу луѓе, но сепак забележав дека самата приказна отстапува од сето она што се вика животна судбина на многу луѓе. И во тој момент секако не ми помислила дека некој пат таа животна приказна ќе ја преточам во роман, една животна судбина раскажана во 2 часа, подоцна ја преточи во роман од 300 страници. Колку време ви беше потребно за да ја напишете? Многу ме прашуваа тоа, јас мислам дека романот го напише во еден здив. Едноставно, романот во првата груба верзија настана за 45 дена. Сепак тоа беше во секој случај имаше еден подготвена приказна и еден појдовен материјал. Така да за 45 дена во груба форма романот беше готов, секако подоцна имаше некои финеси во подобрувањето на неговиот квалитет. Така, ќе може ли да ни објасните кој период го опфаќа романот? Романот започнува од една средношколска љубов, опфаќа еден период некаде пред распадот на Југославија, што значи еден период кога тие турбуленции на некој начин се одразува и во самото дејствие на романот, бидејќи некои настани почнуваат од тој временски период, меѓутоа во неколку приказни, бидејќи романот е составен од неколку приказни, за момент раскажувајќи ја приказната на, да не речем, другите главни ликови во романот, завлего во еден период одма после ослободувањето, така да
целта беше да се воспостави врската меѓу главниот јунак и другите јунаци, односно да не речам споредните ликови во романот. Така, кога сме кај нив, ќе може ли да кажеме со колку ликови располага романот? Да, романот е пред се една анализа на ликови. Секој лик си представуваше една посебна животна приказна. Околу 26 ликови и секој лик чувствува потреба да го прикажам поразлично. Уствари и такви се сите луѓе, не може да постојат исти. Сите луѓе се различни, точно. И оно што е најбитно, каде може да го најдат читателите, љубителите на книгата на Пишаниот збор? Романот после промоцијата веќе се продава во Тримакс и во Култура, така да читателите ќе може секако да го најдат на овие продажни места. Така. И сега, кога беше промоцијата? Може ли околу промоцијата малку подетално да објасниме, да кажеме? Промоцијата беше на 31 мај во просториите на Филолошкиот факултет. Беше масовно посетен. Главниот збор го имаше рецензентот Славка Арсова, делови од романот ги читаше Ирена Спировска, а имав и квалитетни музички гости, така да се создаде една пријатна атмосфера. Иначе, што се однесува до промоциите, мислам дека не е се завршено, напротив, дури сега почнува една етапа на представување на романот на пошироката македонска публика. Романот ќе биде промовиран, се надевам, во организацијата кон крајот на септември во Куманова, а веќе во октомври ќе биде во деновите на Оризот промовиран во Домот на културата во Кочани. Предвидени ли ви се повеќе промоции или само овие? Да, апсолутно. Романот во секој случај живо треба да се представи на читателската публика. Ме радува фактот што одма после промоцијата романот се чита, а тоа е најбитно. Ме радува тоа што романот се уште не стои во некоја витрина, бидејќи се пренесува од рака на рака. Веројатно таа приказна е доста интересна, така да читателите ја препорачуваат едни на други. Така, значи има голема заинтересираност за романот. Да, се надевам дека и ќе има и понатаму. Сега за сега сум презадоволен од реакциите на читателите, од реакциите на сите, би рекол, генерации, бидејќи во самиот роман генерацијски започнува од младешките денови, така да завршува во средните години и верувам дека досега бар ниеден читател, секој читател уствари се нашол себе си во романот, бар во еден негов сегмент. Така, еве кога сме кај тоа, може ли да се каже или да се препорача или да се одреди една граница на читатели, возрастна граница на читатели која што би ги интересирало, или тоа и за помладите и за повозрастните? Јас би рекол, мислам дека романот е една многу поучна приказна. Бидејќи започнува, опишува една младалачка љубов и грешките направени во периодот на таа љубов. И секако го препорачувам на младинците, односно на луѓето од тинеџерската возраст, а потоа реков секој, бидејќи романот настанува, е жив, така да како и главните јунаци стареат со романот, на некој начин подоцна читателите, секој реков во еден сегмент се наоѓа себе си. Така, рековме дека освен на македонски е преведен и на други јазик романот. Да, романот веќе е преведен на српски јазик, а се преведува и на словенички јазик. Така да верувам дека и на пошироката публика на Балканот ќе биде представен. Така, значи ќе имаат можност, освен во Република Македонија и надвор од низините граници, да може да го набават романот и да го прочитат. Господин Арсич, со што друго се занимавате? Еве, рековме дека имате издадено 15 книги. Она што друго го работите, што е тоа? Покрај она што го работам како хоби на некој начин, а тоа е пишувањето, иначе сум се уште активен просветен работник, уште неколку години, така да
Мојата животна пределба е образованието и мислам дека целиот свој живот го посветив на децата, односно на младата популација. И кога сум кај нив, одма да кажам дека голем дел од сето она што го доживеав со децата во изминатиот временски период, успеав да го вткајам во својата поезија, што се однесува до поезијата за деца. Имам издадено 4 книги за деца. Голем дел, некои од песничките веќе и кратките приказни се застапени во учебниците по македонски јазик, така да на некој начин се одолжувам на она што како инспирација ми го давале дечињата низ целиот мој животен работен век. Така, кој ви описот на претходното пишување? Описот на претходното пишување. Описот на претходното пишување, јас реков, започнав со поезија за возрастни, за да запливам во една вода која се нарекува поезија за деца, многу суптилна и многу интересна, но и осетлива, и секако кога сме кај поезијата за деца, тука не смееме да импровизираме, децата се најдобрите критичари и верувам дека токму поезијата за деца во еден временски период ме исполнуваш. Иначе што се однесува до другите книги, реков, пишувам на српски и на македонски, дел од книгите се преведени на бугарски јазик. Специфика на моето пишување е еден широк диапазон на одолжување што се однесува и кон она што се нарекува патина на домашното огниште, бидејќи сум роден на просторите на Србија, го доживеав тамо првото детство, но дека секако и вистинската афирмација. Токму се одолжив со она што се нарекува роден крај, со пишување на 2 книги врзани за врањскиот дијалект. Тоа се книги од времето на јазикот на Бора Станковиќ. Така да 400 песни напишани на јазикот на Бора Станковиќ се секако нешто што сепак ми причинува посебно задоволство. Така, рековме дека пишувате поезија, проза, афоризми, есеи, нели текстови за народна, забавна и детска музика. Во што најмногу се пронаоѓате? Што најмногу ви лежи да пишувате? Па не знам, јас во животот секој пат сум експериментирал. На некој начин најдобро се пронаоѓам во поезијата за возрастни, бидејќи тука чинам дека и пливањето ми е најуспешно, бидејќи откако знам за себе пишувам поезија, но јас реков во еден период на својот живот правев исчекор со пишувањето на поезија за деца, со пишување на текстови за фестивали детски, на пишување на текстови за пејачи, така да едноставно кога станува збор о пишаниот збор, експериментот е за мене многу интересен. Така. Што е она што може ли да се очекува, еве романот нели веќе е издаден пред известно време, популарноста му станува се поголема и поголема, меѓутоа дали сте во план, дали имате нешто испланирано наредно за пишување? Па, одма да кажам дека ова лето си дадов една мала одушка, бидејќи сепак на некој начин самото пишување на романот ми причинуваше задоволство. Меѓутоа, подоцна средувањето имаше доста, би рекол, тие технички работи, но во потрага сум по уште една животна приказна. Јас обично сакам романите да бидат реални, не сум по абстрахизмот и сметам дека една добра животна приказна би ме заинтригирала понатаму да истата ја преточам во букви. Така, господин Арсих, јас ви благодарам за денешното гостување. Драго ми е што бевте мој гостин и што си поразговаравме вака на убава тема, нели го промовиравме романот, кажавме, ги информиравме нашите гледачи дека има нешто ново на пазарот на книгата, така да можат слободно да си го набават, да си го купат и да поминат нели добри минути со него. Благодарам уште еднаш на поканата и верувам дека следната средба ќе биде исто така врзана за ова што го работам.
Така, ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на А ние, вас. почитувани гледачи, одиме понатаму, сега следува една кратка пауза, а потоа се враќаме повторно назад во студиото.